Скопје конечно почна да добива почисти улици и плоштади. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски има уште многу да сработи на ова поле, но бидејќи градот го притискаат многу проблеми, тој треба попосветено да се сврти и кон нивно решавање. Со оглед на фактот дека тој има отворена поддршка од премиерот Христијан Мицкоски, скопјани очекуваат овој тандем да решава покрупни проблеми и проекти. Од каде да се започне? Во кратката анкета што ја направивме, граѓаните како приоритети кои градоначалникот би морало што побрзо да почне да ги направи, ги наведуваат: реорганизирање на јавниот превоз, сеопфатни мерки за намалување на загадувањето, гасификација на поголем дел од градот, целосна реконструкција на универзална сала, поголема безбедност во градот. Скопјани наведуваа и други приоритети, но овие 5 беа најмногу споменувани. Тие порачуваат дека на градоначалникот во соработка со владата, која е предводена од негови сопартици, не би требало да му биде тешко да ги реализира, пошто може да се пофали дека има успешен мандат. Сите го посакувавме почетокот на реконструкцијата на улицата, ама сега се каеме и се разочаравме што сето ова почна. Вака реагираат аеродромци кои живеат во близина на трговскиот центар Бисер, поточно позади поранешниот Макдоналдс и ресторанот Тренд. Таму повеќе од месец и половина пред локалните избори почнала реконструкција на дел од улица долг околу 300 метри, која е и паркинг за преку 500 станови од тој дел на општината. Кампањата, а потоа и изборите завршија, ама улицата уште е затворена. Се прави, нема место за паркинг, не може да се вози кон трговскиот центар Бисер. Кружиме околу по 20 минути за да најдеме паркинг. Вака не се реконструира улица во најгустиот дел од аеродром, е една од реакциите на тамошните жители. Инаку етапно дел по дел од коловозот се пушта во употреба, но тоа е преспоро, а и воедно е претворена во слепа улица која никаде не води. Аеродромци апелираат за побрзо завршување на работата и бараат од општината, ако вака се работи и во иднина, нека не се продолжува со реконструкцијата на улицата кај трговскиот центар Бисер и пазарот. Оти таму гужвата е уште поголема и ќе се направи целосен хаос. Од вечерва по 22 часот нема изнесување ѓубре од дома и фрлање во контејнери. Вака одлучи град Скопје со новото правило, кое има за цел да донесе ред во управувањето со сметот и да ги спречи честите злоупотреби на контејнерите. Мерката се однесува на угостителските и деловните субјекти. Забраната ќе биде контролирана од 40 на комунални инспектори и редари, кои 24 часа дневно ќе вршат контрола. Казните за непочитување на правилото се 50 евра за физички лица, а од 1300 до 1800 евра за фирмите. Каква храна јадат младите е многу важно прашање. Особено дали храната е безбедна е нешто на што државата мора да внимава. Во тој правец Агенцијата за храна и ветеринарство минатата недела ги проверувала сендвичарите и бурекджилниците во непосредна близина на училиштата. Од 445 инспекциски контроли, кај 19 откриле дека во промет се продавала небезбедна храна. Кај 30 биле утврдени незадоволителни хигиенски барања за безбедност на храната, а 26 воопшто не биле регистрирани како оператори со храна. Понатаму АХВ открила и дека 60 оператори немале имплементирано процедури за добра хигиенска и добра производствена пракса, а дури 32 немале спроведено задолжителен здравствено-санитарен преглед на вработените лица. Сето ова загрижува и повикува контролите да продолжат и во други објекти каде се продава храна, а да ги опфатат и фирмите што ги снабдуваат училишните мензи. Почна изградбата на нова детска градинка во Маџари Триангла во општина Газибаба со капацитет од 150 деца. Градоначалникот Бобан Стевковски објасни дека објектот ќе биде изграден на површина од 1360 квадратни метри со 10 занимални, 2 јасли и 8 простории за поголеми деца и ќе биде на приземје и 1 кат. Вредноста на овој проект изнесува 147 милиони денари, средства кои се обезбедени преку вториот повик на владата. Во рамки на програмата за реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта, општина Илинден изврши целосна реконструкција на улицата 30 во местото викано Плац. Градоначалникот Александар Ѓорѓиевски објасни дека станува збор за сообраќајница долга 600 метри и широка 4 метри, која има особено значење за жителите од овој дел на општината, но и за непречено одвивање на сообраќајот на сите граѓани.
Сообраќајките со трагични последици во Скопје станаа секојдневие и вчера еден живот заврши на улица. Во директен судир на два автомобила на улицата Борис Трајковски, 56 годишен маж од Скопје загина на лице место. Повредени се неговите сопатници и возачот од другиот автомобил. Повредените биле пренесени во градската општа болница Свети Наум Охридски и во комплексот клиники Мајка Тереза. Полицијата и обвинителството ги истражуваат причините за несреќата. Скопското обвинителство отвори истражна постапка против едно лице за кривично дело разбойништво. Тој на 15 ноември заедно со уште едно лице кое е во бегство спроти трговскиот центар во Скопје со тупаница го удрил оштетениот по главата, а другиот напаѓач му се заканил со боксирач. Претурајќи по јакната на нападнатиот пронашли и одзеле 8800 денари. Го турнале на земја, го удирале со клоци и се обиделе да му го скршат мобилниот телефон, пошто избегале. Обвинителството бара притвор за 43 годишниот напаѓач. На 19 ноември Македонскиот народен театар ќе гостува на сцената на Национален театар Немзе Дишинас во Будимпешта, Унгарија, со представата Ничија земја. Гостувањето е значаен исчекор во продлабочувањето на културната соработка меѓу двете институции, кои го потпишаа директорите Никола Кимовски од МНТ и Атила Видњански од Националниот театар во Будимпешта. Веќе следната година на пролет, Унгарскиот национален театар ќе возврати посета со гостување во МНТ. Од вечерва на територијата на цела Македонија дождови ќе го заменат сонцето и ведрото време што го имавме минатата седмица. На многу места во државата оваа седмица ќе наврне многу дожд, што може да доведе и до излевање на реките во некои региони. И во Скопје и околината следува период на нестабилно и ветровито време со чести и обилни врнежи од дожд. Температурите пак поради изразеното јужно воздушно струење ќе бидат надпросечно високи за овој период од годината.